Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш во вашата и наша Македонија, земја која што е главно позната по некои чудесни, неславни рекорди од типот Скопје е редовно најзагаден или еден од најзагадените градови во светот, или пак Македонија 20 години прославува од чекалната во Европската Унија, што се 20 години, би рекол некој, да си почекаме уште толку, нема ништо страшно да се случи. Важно работите ни одат од убаво по убаво. Сега, политички маркетинг. Маркетинг како таков, истражување на јавното мислење. Ова се работи без кои не се може во последниве децении, слободно ке кажам, а позади нив стојат исклучително креативни луѓе кои што имаат задача сето тоа да го обезбедат и сето тоа да излезе онака како што треба, а немаме често прилика да ги видиме од оваа страна на камерите, односно да поразговараме со нив како сето тоа се прави. Вечерва имам ретка можност да разговарам со двајца господа кои што се заслужни за создавањето практично на брендови, на личности, на политичари, меѓутоа и на фирми и компании. Им велам добра вечер на господинот Владимир Цветиновски од компанијата Market Vision. Добра вечер. Добра вечер. Да. И на господинот Сашо Пешев, се извинувам, од компанијата New Moment. Добра вечер. Морам да признам, ретко се случува да имаме двајца гости кои што се од иста професија, односно имаат компании кои што се по правилата на нештото ривали едни со други, меѓутоа немаат никаков проблем да седат на иста маса и дури ако не се лажам, ненормално соработуваат меѓу себе. Па да. Ние сме во само оддел, во еден сегмент сме конкурентни, да речеме. Тој Да, тој е делот можеби на PR, се преклопуваме. Ние доста повеќе се занимаваме како компанија со адвертайзинг, со медиуми. Нивната компанија повеќе се занимава со истражување на јавното мислење, маркетиншки истражувања, public awareness, односно општи ставови на граѓанството и така натаму, и во тој сегмент доста соработуваме заедно, така да а и целата Македонија, впрочем, е едно мал пазар. Во нашата асоциација на која сум ја председател има околу 15 на агенции, тие сме веќе 20 на години, веќе сме и пријатели, си конкурираме, да, меѓутоа и сме пријатели, се трудиме да ја одржиме оваа индустрија на високо ниво и можам да кажам дека ова е една од ретките индустрии каде што сме компетитивни. Можам да зборам за себе, да не биде баш дека само се фала, меѓутоа реално морам да кажам дека ние како агенција New Moment за една владина кампања за религијата, може да се сеќавате, пред 8-9 години беше, успеавме да освоиме Кански лав, тоа е највисоката награда као Оскар во филмска индустрија. Што е сериозен успех, Да, апсолутно. и следната година бевме прогласени за агенција на годината во Централна и Источна Европа, меѓу 20 земји, да речеме, Полска, Русија и така натаму, земји кои се со сериозно поголеми буџети. Така да креативноста у Македонија не недостасува. Впрочем, ја имам една теорија дека Македонија е многу и погодно тло за креативност. Вие, за да преминете улица, ви треба креативност. Така. Во Словенија све тачно се знае, во Австрија. Кај нас се треба да преживееш, Треба слајди да се. преживееш, мора си снаодлив за да ја преминеш улицата и тоа ти создава креативност. Значи живееме. Интересен пристап е ова, да. Нашава креативност значи е нужна. Да, нужно е принцип за преживување, да. Сега моментално во светот тренд е дека се најкреативни јужноамериканците, тие дечки кои живеат, работат во фавели, изгубат, едноставно мора да бидат креативни, се креативни од живот е така направен, не е тој коцкаст. Па и да опрелипеш оној ѕид кон Америка треба или да копаш тунели или не знам, да скокаш со скали. Навистина е така. Но добро, морам да признам, еве Цветиновски, таа креативност често пати, бидејќи ние знаеме да бидеме, и јас ја започнав емисијата така по обичај критички расположени, ние често знаеме да бидеме многу автокритични, односно да се уверуваме себе си дека не бива генерално, дека немаме ние тука што многу да му покажеме на светот, а вие се занимавате токму со тоа, со исклучително работа со исклучително креативен набој. Нешто кое што ако го нема, вие немате работа практично. Добре, ја тука би направила една мала дистинција, инаку само би се надоврзал тоа на представувањето на
наше како компанија, ние се познаваме долго време. И ја морам да кажам, да му дадам признание и цел живот му дадам признание господин Пешев, дека од него многу работи сум научил. Не толку за маркетингот, колку за филозофија на живење, работење и раководење со една фирма. Значи, за тоа морам да му дадам признание. Што е исклучително важно. Апсолутно. И дека за тоа многу го ценам. Иако долго време сте и вие, чисто да не, вашата компанија постои веќе 35 години, ако не се лажам, но и вашата надмина две децении. Да. Па не е тоа... Не е тоа малку, меѓутоа морам да признам, кога сме се запознале, како и некои други битни луѓе во мојот живот, еден од така луѓето кои што ми отвориле некои хоризонти во одредени области. Ова да видам, да не верувам дека вака зборуваат конкуренти меѓу Инаку себе. конкуренти сме, ако можеме, ние секако ќе ви ги земеме парите. Така, добро. за некои работи. Инаку во однос на ова што ме прашавте, морам да направам една мала дистинкција. Слободно. Лично јас и оној дел кој што јас го работам толку не е врзан со креативноста, но е врзан со една филозофија на квалитет, прецизност, мерење, наука, следење на модерни методи. Така да, знаете како, работите во повеќе индустрии се прилично дефинирани. Барем за, не збориме сега можеби за врвен светски успех, но за сосема солиден пристап во работењето. Она што се бара од нас е дисциплина и не правење компромиси со некои работи како што е квалитетот. Добро. Значи, квалитетот е тој, како една филозофија на компанија во која што работиме, ако јас не сум задоволен од тоа што го работам, верувам дека ни клиентот нема да биде задоволен и во тој контекст знаете како, Не постои простор за волунтаризам, не постои простор за дилетантизам. Она што за жал главно импровизацијата кај нас е некогаш преголема. Преголема од некогаш и потребна, меѓутоа ајде колку одиме од оваа линија наваму, веќе одиме кај математика и некои постручни методи, екзактни работи, кои што понатаму од оваа линија натаму па ги надградуваат, се основа за градење на креативноста, бидејќи повторно креативноста треба да биде во функција на остварување на одредена цел. Да. Меѓутоа, морам да признам, иако вашите компании за некои нешта се комплементарни, за некои се различни, фактично ќе направиме и дистинкција во разговорот, сакале или не, морам да признам дека освен што сте позади, реков, позади камерите, позади случувањата, вие сте оние луѓе во сенка кои што ја завршуваат работата, секогаш како и за се во Македонија, впрочем, постои и она, тие се нечии луѓе, тие одработуваат за некого, одработуваат во она негативна смисла. Се разбира дека одработувате, тоа ви работа да завршите нешто, меѓутоа тоа да има некоја политичка позадина, тоа да има некаква скриена причина поради која што нешто одработувате. Еве да го земеме примерот со Market Vision конкретно. Вие во 2019 правевте истражување на јавното мислење за време на претседателската кампања, ако не се лажам, и излезе сосема прецизна. Тоаш погодивте буквално што ќе се случи. Сега во 2024 година за парламентарните избори исто така правевте истражување кое што се покажа најблиску до точното. Меѓутоа не изостана критики, секој што губи има право да се лути, се разбира, дека не, вие тоа го правите затоа што сте нечија, како да кажам, нечiji одработувач, некој ве платил, некој го наместил. Тоа е удар директно врз вашиот интегритет. Од друга страна, бројките покажуваат дека сте биле во право. Како човек да се бори со тоа? Вака, сега морам малку ќе се вратам наназад чисто историски да го кажам тоа. Значи ние како компанија сме главно фокусирани на бизнис, покрај истражување работиме консултантски проекти многу. И во еден период овие проекти намалија, баш тој период таму, и почнавме ни пристапи МКД порталот со предлог за еден проект за квартално мерење на социополитичките појави во општеството. Го прифативме. Значи, овие истражувања не беа само за кого би гласале, многу пошироки, квартално, и после тоа МКД сам одбира што ќе пласира, како ќе пласира, зашто ќе пише. Тој е клиент, тој си одлучува. Тој е клиентот, он го обезбедува финансирањето и слично. И
Значи тие нити се нарачани од некоја партија, нити не знам. Но и ризикот, јасно е кој е но и ризикот нарачателот. да манипулирате е премногу сериозен за да го пропасти вашиот углед. Па тоа на крај ќе го сакав да го кажам. И сега знам, мислам дека не беше пред самите избори, беше квартал пред изборите, кога се објави една анкета и даде изјава тогашниот премиер дека е правена во некој штаб. Да. Реално така беше. Сега, тука ја би сакал да спомнам работа, дури за нас беше нова работа. Ние, значи, немаме, сега ќе звучи чудно, имаме најточни анкети во тој дел, а немаме големо искуство со политички анкети и социјални. Значи, Како го толкувате тоа? Па тоа е оној дел што го зборам, што е пристап кон методологија, посветеност, квалитет, контрола. Знаете, тој чини повеќе. Тој ги оптеретува Да не биде луѓето дека повеќе. некој го обвинуваме. Сите Тој временски. агенции си прават како што И си мислат, само- сега разговараме Да, затоа ви кажувам. принципиелно. Веројатно тоа е тоа, ние во тоа некој искуство доразвивме некои наши, да ќе кажам, тајни постапки за доусовршување на некои технологии за кои се не би Тајни сакал да ги... постапки. Ова како Кока-кола која Па што има знаете како, тајни секој усовршува состојки својата формула, гледаш дека нешто не работи и моќта на една компанија е да се коригирате самата себе. Значи, има една филозофија во работењето, јапонците измислили, вика total quality management. Кога ќе направиш еден проект, веднаш што ќе го направиш, одма седнуваш и го анализираш како може да биде уште подобар и уште подобар и уште подобар. Таа е филозофија што денес ја користат 90% од компаниите во свет кои што се меѓу најдобрите. Но да се вратам на ова што го спомнавме конкретниот момент со обвинувањето. Ние тогаш свативме дека фактички анкетата во светот главната намена на една анкета на истражување е да му помогне на оној што носи одлука, менаџерот или лидерот политички, да донесе правилна одлука. Твојата одлука е толку добра колку што се добри информациите кои што ги имаш за врз основа на нив да донесеш одлука. Но тука се појави на втора намена на анкетата што ние не бевме ни свесни. PR. Значи они со анкетата се трудат да креират, да се креира некаква слика. И Колку вредиме. најверојатно да, ние колку сме силни и колку ние можеме, и најверојатно таму произлезе тој коментар со намера некој да ги некои резултати можеби омаловажи и така натаму. Она што е интересно, што некои лидери, некои лидери, па и кај менаџери се случува. Значи ова анкета што трае со квартали, со години. Значи може да се следи динамика. Таму во таа анкета лесно може да се види дека дури не расте толку многу тој што добиваше прв, колку што тој губи уште повеќе. Паѓаш. Значи иако ти треба има некоја природна осцилација. Не, ако тоа се случува во еден подолг период, како лидер или како менаџер, јас прво ги започнам чекај зашто, што, како, значи. Но полесно е да се обвини месенџерот, како беше, оној што ви ја праќа пораката. Па добро, тоа е некоја PR техника, веќе тоа е веќе друга област, друга наука, Така. И еве би спомнал некои уште една интересна работа тука и да не зборам превеќе би завршил. Например, многу интересно како и во светот. Значи во светот неколку примери можеме да спомнеме каде што ако е недоволно добар пристапот со големо внимание, значи некогаш доносители на одлуки не пристапуваат кон истражувањето. На времето кога беше во Америка Трамп и Хилари. Добро. Анкетите сите Трамп нема шанси. Така беше. Па и сега дури голем дел, може би повеќе од PR потикнати сега Камала. Тврдеа дека ќе победи апсолутно. Да. Еве интересно, видов јас на телевизија пред некој ден во Хрватска. Милановиќ го прегази другиот кандидат. Да, има изјава на ХДЗ дека по првите анкети со кои што они одлучиле да го стават приморец, он имал неверојатна предност. Дали не се изработени добро, дали не им е пристапено правилно, некогаш треба да се направат и повеќе анкети, некогаш е паметно да ви направат и повеќе агенции анкета. Секој греши, можеме и ние да сгрешиме. Но колку е важно, еве да го вклучиме пеше во разговорот, колку е важен тој пристап кога вие барате помош од агенција која што треба да ви одработи дали истражување на јавното мислење, дали анкета, дали не знам адвертајзинг. Колку е важно да биде таа агенција или собственикот тебе склон кон вас.
Бидејќи вие барате објективно мислење ако сте паметен, како политичар, како не знам, како директор, како бизнисмен. Вие барате објективно мислење. Може би блискоста може да биде во овој случај дури и штета, затоа што човек природно би сакал да му помогне на пријателот, па што се вели да му намести нешто. Не, мислам комплетно е тоа професионално, исто како да прашате доктор некој дали некој пациент не ќе го работи или адвокат зашто сега он го брани педофилот. Мислам апсолутно Тоа му е работа. Тоа му е работа и ова е наша работа. Комплетно се абстрахирам од своите лични ставови, никаков проблем немам за сум работел впоручам и за сите, од сите националности, од сите лево-десно спектар на партии, така да тој проблем апсолутно го немам. Она што ми е карактеристично кога работам е дека надвор од само процентите, кои што многу често ги правиме на агенцијата на Владко ги работат одлично, мислам можам да дадам стварно препорака дека добиваме многу квалитетни истражувања, меѓутоа и други агенции во Македонија работат квалитетно. Несомнено, да. И треба да се има доверба во нив. Мислам дека воглавном тие агенции што се етаблирани едно 4-5 во Македонија даваат многу солидни резултати и треба да им се верува. Она што јас мислам дека се издвојувам јас лично од повеќето консултанти или политички пиар експерти, така натаму јас се обидувам да влезам многу повеќе во длабочина. Ја не гледам само процентите и рейтинзите. Тие се менуваат. Јас сум почнал едни избори на 60 дена, на 50 дена пред избори со минус 12%, па сум победил. Значи, многу е битно да влезете во длабочина на истражувањето, да ви ги даде причините зашто е тоа така. Значи, лесно е да ги видите процентите, општите ставови се тие познати, не ви ни треба анкета за да ги знаете општите политички ставови. Меѓутоа, некои специфични работи, одредени целни групи, некои работи кои не може да ги откриете, и тоа е веќе знаењето што дели добар политички пиар, консултант, аналитичар, стратег од послаб. Као и кај доктор има подобар и послаб. Добро, ќе се согласам јас со ова, но морам да ве прашам. Морам да ве прашам во овој аспект. Нема да спомнуваме имења или ако сакате ќе спомнуваме потполно седно. Имате политичар чија што звезда паѓа, еве да речеме. Од X причини. Грешал, не ги спроведувал политиките кои што ги ветувал, го изневерил мислењето на граѓаните. Од X причини. Нема да речеме ово или оне. И вие добивате задача него да му го поправите угледот. Како да поправите углед на нешто што веќе видливо е скршено и јавното мислење е свртено против него? Колку може да се поправи процентуално? Можда она што се вели спасити, што се може спасити, што викаат србите, или да се измени тотално сликата? Некој човек кој што веќе сите мислат овој човек не го бива, не. Јас ќе се нашалам тоа исто со паралела со рекарите, тоа зависи до каде напредната и метастазирана. Па, добро, да. Болест. Знаете, некој може да ви истори на вас 10 милиони евра на зборам, али може ли да се спаси нешто што не се спасува едноставно? Па, еве ја ви кажав, ситуација од минус 12 сме стигнале. Има работи реално кога тешко иде. Меѓутоа, ние не работиме со екзактни работи, да, ние екзактни се бројките што ги анализираме, меѓутоа ние работиме за перцепција, тоа е као изобичен бренд. Вие кога решавате за производ, вие не седнувате да читате на составот, па анализирате. Најчесто да. Луѓето не доживуваат така, апсолутно да. Не се занимаваат, не влагаат во длабочина, прилично се површни и ставовите се релативно површни и тоа е мнозинството од гласачкото тело е релативно површно и со него работи на перцепција. Имате онака квалитетно гласачко тело кое знае, следи многу, размислува, не е под влијание на медиуми, на социјални мрежи, така натаму, и тоа воглавно не ви е ни таргет. Кога идете, вас ви треба мнозинството, мнозинството не се тие 5, 7, 10, 15% високи интелектуалци, информирани и така, тие најчесто и не ни гласаат. Немате што со нив да правите, апсолутно. Да. Апсолутно, многу помалку ме занимаат. Мене ме интересира мнозинството, кое своите ставови ги гради на перцепција. Он не седнал да анализира за економските резултати. Еве, класичен пример, минатата влада СДСМ падна. Она по економските перформанси немаше некои сериозни проблеми, не била барем полоша од многу влади претходно. Не беше ни добра, сега да бидеме реални. Па не беше ни добра, меѓутоа не беше ни полоша. Ни во однос на претходната на Заев не беше нешто посебно полоша, да речеме, а драматично на имидж стоеше многу послабо.
по сите политики, значи се работи за перцепции. Луѓето не седнуваат да анализираат многу податоци, не знам, економски параметри, па владење на право, па... Се разбира, но тука морам да ве прашам, Пешев, каде овдека завршува професионалноста, а каде почнува манипулацијата? Добро е прашањето, многу добро е прашањето. Сега, каде? Како да ви кажам, фере на луѓето да им кажете, окей, ќе го испофалите клиентот, се тоа супер, ќе најдете неговите добри страни, меѓутоа Добро, афере вие... да ги прикриете Добро, малку. афере вие што огласувате, не знам, бомбони направени од шекер, а знаеме дека тој шекер им пречи на децата. Да, има логика и во тоа. Не. Така е. Но ако одиме во тоа аспект, во се можеме да најдеме Па такви. не, така вие ве докажано дека шекерот штети и вие се пуштате реклами на производители на производи кои со шекер и знаете дека тоа ќе им штети на тие деца, меѓутоа вие го правите тоа. Тука би додал... Тука моралниот момент е проблематичен. Добро, разговараме искрено, најдобро што може. Јас би додал тука нешто во однос на она прашање што го поставите претходно, дали сме ние, зошто сме ние толку лоши и така натаму. Лоши? Па во смисла, не ме разбрате. Претходно зборевте како општество, како и така натаму, неуспешни се доживуваме и така натаму. Се доживуваме себе си како лузери, тоа е страшно. Е сега, знаете што е малку проблемот со сите овие работи, малку со нашиот менталитет. Кога ќе дојде овој момент, значи господинот Пешев може да направи да не изгледа поубаво и така натаму. Меѓутоа, не треба ниеден лидер или менаџер да чека да дојде тој момент. Бидејќи овие анализи кои што ние ги преме ти покажуваат на каде одиш, на каде ти е патот, што е проблем. Зашто требало да биде увидено месеци и години може би назад. Ќе направам сега во една временска линија од 10 години некои истражувања што сме ги правили. Добро. Пред 10 години, кога ќе ги прашаш што било најголем проблем, секогаш бил нешто од економските теми. Добро. Изминативен 5, 6, 7 години, секогаш број еден беше правосуден систем, корупција, функционирање држава, значи се сменила перцепцијата за главниот проблем. Добро. Чисто тоа сега многу спомнам, значи некој не седнал да го решава. И тој проблем останал. И после кога веќе доаѓа господинот да работи, не, добро, одговорот на прашањето е дали е манипулација или не, тоа е исто као девојката навечер или невестата кога се спрема за свадба, се обидува маните да си ги прикрие, ќе стави, ќе се стегне тука. Па наутро, кога ќе се разбуди младоженецот, ќе утврди некој работ. Да, малку сте сурови овдека. Очекувате да нормално маните ќе се обидете да му ги прикриете, главите работи да ги истакнете. Но ако разбирам, целава ваша работа е двослојна условно, но кажа Неве Цветиновски. Од една страна, вие треба на јавноста да ја понудите увидувања некакви, една слика која што ќе и даде за право да реши. На нарачател, морам да ве коригирам. Ние на нарачател. Вие но тоа станува јавна информација. Тоа вика да нарачател. Таа јавна информација на граѓанинот му нуди представа, ој води, ова е добар, не знам. Значи таа порака е кон граѓанинот, кон општата јавност. А втората ви е кон нарачателот кој што треба да се свести самиот со себе и да рече чекај малку јас грешам, овде треба да се поправам. Например, или па добро ми оди во овој правец, треба да продолжам вака. И сега, колку е политичарот, овдека мене повеќе ме интересира политичарот, бидејќи бизнисмените претпоставувам дека имаат многу поздрава логика, затоа што нив ги интересира профит, само политичарите имаат една поширока лепеза на интереси. Колку тие можат да се носат со фактот дека грешат воопшто. Знаете како политичар не сака да греши, човекот што сака да води држава во принцип, мисли дека е многу добар во тоа што го прави. И вие му кажувате не грешиш овдека, како ја грешам, па јас сум. Да, има такви ликови. Веќе по-компетентен е колегата да одговори на ова. Има такви ликови као два примера на различни кандидати за кои сум работел личен брендинг, персонал брендинг им сум им помагал. И тоа го правите личен брендинг, значи на конкретен политичар, не на партија, туку на човек како персона, да, личен брендинг. Сега зависи дали е моментално кандидат во избори или е едноставно го работи пред избори, сака да си планира, да планира да биде кандидат. Во личниот брендинг, но, као и во све друго, ако имате мастеровки, имате добра манџа. Ако имате
лошо старо месо и бајат компир. Тоа е и тоа, морква, вари колку сакаш. Нешто ќе направите, ќе се изеде, ама не е тоа. Многу е битно. Значи, сум имал кандидати кои се на врвни позиции, меѓутоа апсолутно има доверба во тебе, заедно носите одлука, му презентираш податоци, аргументи, ова го правиме за тоа и треба вака и вака. Таа политичка порака, така да ја кажеш, седно е ја вежба. Значи тоа што личи дека е спонтано, ја вежба пред мене. Го кажува говорот, еднашка, два пати му кажувам за бебешки. Тоа значи го работите буквално како на сцена, така тоа е многу интересно. Застани тука, напри драмска пауза, погледни, подигни рака. Го вежба. Јас мислев тоа само во американските филмови, така функционира, меѓутоа е го вежба и која искача на крај да го направи, го прави два пати подобро него јас што сум му го замислил да го направи. Сум го рекол воведот во оваквото ќе ти биде таа реченица, поентирај на тоа. Он се до тоа го направил, го навежбал, му додал и си викате, вау, како го направи. Тоа значи дека политичарите се родени глумци, да, има и сме имали кандидати кои он ти вика да, и сега му правите стратегија на база на истражувања, податоци, му давате креативни идеи како да. Јас све тоа знам, ама да. И потоа резултатот е Па искаче го прави тоа полошо. Сум имал еден кандидат кој Дали сте вие виновни тогаш? Во неговите очи? Секогаш агенцијата. Вие сте виновни. Да, не ми завршивте работа, јас се платив чесно. Да, секогаш е агенцијата виновна за све. Кога е успех не, меѓутоа кога е Кога е успех нормално. Да, Успехот е само мој. Успехот е апсолутно се они заслужни, за неуспехот сме ние виновни. Сум имал па и кандидат на овие сега последните избори кој што свеќе што сме договориле претходно, во овој момент те слуша да, искача поентите што сме ги договориле, тезите, настапот, стилот, све тоа Каша попара. сарма направено. Меѓутоа има личен шарм во него. Го прави така на тој еден убав народски начин, така тој изгледа, му веруваш дека еве тоа е шармантно. Добро, ние имавме еден премиер кој што рете на тој шармантен народски начин не направи будали сите со години, ако сме реални. Ни продаваше нешто што не може да се продаде, но успеваше едно време. И на тоа му доаѓа крајот, ако сме реални. Сакам да кажам и вашава работа може, предпоставувам, да надополни тоа што Господ го дал, може да го прикрие тоа што Господ го одземал, меѓутоа предпоставувам не може па вечно. Па не, добро, политиките сепак се негови. На крај ние сме задолжени за перцепцијата, за имиджот, меѓутоа најдобро е кога и перцепцијата и имиджот се гради на реалност. Вие можете од рамката малку да искочи да го представите поголеми но не може, меѓутоа не можете вие да излезете надвор ако он има лоши политики. Значи, така е. Ако е носот на Сирава де Бержерак, не може да го правите на предходната влада, мислам дека немаше некој што ќе можеше политички консултант со било која креативна стратегија да ја спаси, може да ќе го блажеше падот. Имаше разговори, јас мислам дека си прилично точни, дека беа викани и странски консултанти да помогнат. Наводно гениалци од Израел, од каде таму. Беа, да, и двете партии, и повеќе партии викаат консултанти. Моето искуство низ години, зборувам за 25 години политички маркетинг, како што се занимавам, дека во главном помалце знаат од нас. Како се објаснува тоа? Зошто тоа се луѓе кои што се баш на експерти. Може би јас Не, слободно, помогнам. но ме интересира, чисто да завршам тезата. Доаѓа германец, обично така слушаме, дојде еден германец, дојде еден израелец, дојде еден американец, луѓе кои што се спин доктори од таа категорија. Меѓутоа претпоставувам дека колку и да е спин доктор, тој не ја познава наравта на овој народ, природата на овој народ, какви сме ние во суштина. Не може само врз база на теорија сето тоа да го пополни. Еве, конкретно за овие избори, инаку па ние многу сакаме кога ќе се појават такви консултанти, затоа што овие избори, на пример, пред овие избори, ние добивме едно 3-4 нарачки од странски агенции. Од странски, добро? Не знаеме ни за кого се, ни за што се, но по тоа што се бара, се гледа дека го работел човек, по тоа што се бараше да се прави истражување, се гледа дека е за човек што е врвен експерт во политика. Се паралела да направи. Значи најверојатно, значи навистина не знаеме дали некоја партија, дали некој консултант е позади нив, дали некој амбасада, НГО, не знам. Таа дискретност е дозволена? Апсолутно, нас пример компанија од Велика Британија не Да, има име и презиме компанијата и бара плаќа. И ми вика сакам тоа да ме измериш, тоа, ние си го правиме, тоа, они си плаќаат
Да. Ние задоволни, они задоволни, толку. И потоа гледате како тоа се сакам да ви употребува. кажам дека фактички најверојатно тие консултанти фактички ги бараат овие работи за да навлезат во да суштината. пробаат да го почувствуваат ова, реално имаат многу малку време. И они никогаш не може да бидат толку добри како Па како да знае, вие сте 30 Како години, локални. ту сте родени и овде, а тој е човек што дошол да заврши работа. И е веројатно платен многу повеќе од вас. Мислам, обично такав е муабетот. Да. во принцип, знаете, во маркетингот, па и во политичкиот маркетинг, за кој што повторно јас не сум експерт, пак има некои основни принципи. И обично они се движат по тие основни принципи, а сега има нешто што го дели, како да ви кажем, врвниот од просечните. Тој момент, колку они ќе успеат да го фатат за тоа кратко време, колку и Така да е, се но едно добри, е вие да сте дискутабилно. англичанец и да треба да го популаризирате Кир Ставер, актуелниот премиер на Британија. Друго е да го популаризирате, на памет зборам, Доналд Трамп, кој што е па од англосаксонска сепак провиниенција, па повторно ќе рече тука се негде, а сосема е друго да се занимавате со словенски држави кои што имаат сосема поинаков или арапски на пример, на памет зборам, или со Кина, каде што луѓето другачие ги перцепираат сите работи. Ние зборуваме за основата на работите. Да, тешко е. Сме имал неколку Не ги обиди. напаѓам, супер за нив, меѓутоа чисто разговараме. Сум имал неколку обиди во регионот Албанија, Србија, Косово, меѓутоа тешко е, искрено е тешко. Не го знаете менталитетот. Дури на тие што се блиски. Дури да, што ни се соседи и различен е менталитетот, различна порака, различно ја примаат. Дури една микросредина, еден град различно прима една порака во однос на Скопје. Наистина, до толку се разликите. Да, апсолутно, да. И тука е многу битно добро истражување, добра социјодемографија и влагање во длабочина на пораката. Која порака они ќе ја примат? И од кога ќе дефинирате која порака, начинот на кој ќе го каже тој и како ќе ја пласирате, и тука е уствари знаењето на консултантот и талентот на политичарот тоа да го изработи, и верувам дека е многу во прашање перцепција, а многу помалце во реалност. Луѓето сака да слушаат приказни, да слушаат убави работи, веруваат, и на тоа треба Тоа е да природно да кај им сите. разбудите емоција. Па добро, тоа е Не природно. бројки, Но емоција морам уште еднаш сакаат. да ве прашам. Рековте, пишев на почетокот дека се абстрахирате во секој случај кога работите нешто професионално строго, но не постои човек без собствен став. Сега направивте паралела со доктори, со адвокати, не знам што. Меѓутоа, не постои човек без собствен став, без собствено политичко гледиште. И сега ве прашувам напамет, апсолутно напамет, вие сте може би про лево расположен, природно, приватно. Верувате во одредена идеологија, а добивате задача да работите за некој продесно. Или еве, може би етнички сте доминантно го чувствувате тој свој личен идентитет етнички, а добивате да работите за човек кој што може би сосема спротивно гледа на работите од етничка линија. И сега вие треба да се сочите со тоа, треба да го убедите да зборува нешто што вас приватно ве нервира и ви пречи или не се согласувате со него. Ја лично немам проблем. Ја лично зборам за себе, бидејќи толку години веќе Професионализмот на два дел целосно. доволно ме знаат и луѓето и Но претпоставувам дека премногу тоа е малце. има од своја тежина. И немам проблем никаков, апсолутно тоа не ми значи ништо. Знам колеги кои имаат проблеми и работат само за едната или за другата страна, никогаш. Кај вас тоа не е случај, работите за клиента, не за апсолутно, кој е. Да, апсолутно, и јас мислам дека и Во нашиот дел е полесно, кај нашиот дел го нема тој момент. А, Не јас се да. чувствува тој момент. Јас да, меѓутоа знам колеги, агенции, консултанти, PR експерти кои работат само за едната или за другата страна и се влезени во тоа. Македонија е и мала средина, лесно те обележуваат, си Апсолутно. залепуваат етикета од тој ВМРО-вец од комуњарот и така, тоа по социјални мрежи стана сега многу и едноставно секоја полуписмена бараба може да те Апсолутно. да те Скриен позади тастатурата со некаков глуп ботовски. Да, и затоа доста и се плашат. Јас немам таков проблем. Јас имам релативно високо реноме, до сега никогаш не е извалкано. Компанијата е преголема, ние сме сепак стотина вработени, огромен дел од пазарот држиме, да некој може да поверува дека Добро, меѓутоа претпоставам дека и вашите вработени, сами рековте имате 100 луѓе во компанијата, отприлика, од тие 100 луѓе, колку луѓе толку нарави, толку карактери, 100 луѓе кои што исто така имаат своји погледи на нештата.
Па за жал, Колку е ризично тоа за вас? Му давате задача на одреден шеф на сектор, запамет сега зборам, и Да. му велите ова да се среди. А тој човек од внатре го мрази тоа што треба да го направи. Па има. Сега екстремно е ова, знам, Да, меѓутоа имало и такви ситуации, меѓутоа кај у мојата индустрија луѓето се млади, тие се малце underground, не следат толку политика и сметаат тоа нешто као и нечесно, као не многу убаво и нешто. Па добро, генерациите, младите луѓе генерално така гледаат. Да, и Бунтот е природен. И они се бунтовници по природа, без да знаат зашто. И не им обрнувам толку внимание, се додека седне добро размислува, он е толку добар и ќе сработи толку добро колку што вие ќе му даете добра насока и добар бриф. Ако му побарате точно таков и таков дизајн и му даете директно асоциација, референции, што све, он ќе го сработи добро. Ако вие го оставите, дај ми нешто, ќе лута, ќе вади нешто, исто и дали е копирајтер, па треба да Тоа е напише. генерацијски проблем, сметате? Бидејќи рековме младите луѓе генерално, тоа е генерацијски проблем како на генерација и како на луѓе кои што припаѓаат на оваа Z, веќе не знам која генерација е. Тоа мене ми е се исто, Z генерација, миленијал, Да, бета, да. пойма немам кој е кој. Дали е нивни конкретно тоа? Па да, младите генерации се релативно недоволно заинтересирани за политика, се аполитични, Што е голема грешка според мене, но добро. се негаторски настроени, многу помалци излегуваат, дури кога сме правеле анкети некогаш, вие во анкета ќе ги видите дека се таму, меѓутоа кога ќе ги направите кроз табулација, ќе сватите дека кога тие нема да се појават најверојатно на избори, целата слика ќе се смени. Тоа Кроз табулација значи мешање на информациите, така што ги добивате. на повеќе прашања кога ќе вкрстите, ќе видите прво некои одговори дека се контрадикторни и тие ги елиминирате. Тоа го работат они уште во самата фаза на истражување кога елиминираат намерно погрешни дајни одговори, сака да бидат забавни. Колку тоа се случува? Многу. Затоа што јас пред многу години сум работел случајно, пред да започнам со новинарска кариера, ми се паднало да правам анкета своевремено. Не знам како сега, порано тогаш ми даваа мене телефонски именик, така беше, и врти друже. И им вртиш на луѓе и просто чувствуваш дека тука нешто не чини. Едноставно човекот одговара и гледаш дека или па ти одговара, ајде остаме на рад, ти зборам ја на тебе, или не смеам да кажам, или се уште го има тоа. Се уште се сочуваме со луѓе кои што се плашат дури анонимно да кажат што. Вака сега. Токму тоа е веќе вештината на агенцијата, незиното знаење, незината посветеност да дојде до точни резултати. Вие Апсолутно. имате 1200, како му дојде, отприлика секогаш е над 1000 луѓе кои што се Околу знаат. 1065 е некој За примерок. репрезентативен, да. Вие веројатно мора да сврдите на 2000, Три. Три? Најмалку три. Да, за тие 2000 да ги Значи, елиминирате кои што се неадекватни, Не. неадекватни Значи, што одни да разговараат. Е, што- така, значи за да најдеме Тоа ние мислев. за да најдеме луѓе кои што се спремни да одговорат, ние треба да завртиме 3, 4, некогаш и 5000 Телефон. броеви ако збориме за телефонска анкета. Тука е важно и каква база на контакти имате. Тоа исто тие контакти значи се користи и специјален софтвер кој што ги вади по случаен избор. Исто така во Да, од друга страна во треба да имате Исто. пола мажи, пола жени, образовани, Апсолутно, не толку тоа- образовани, тоа е етничка така. заедница, Тоа следен збор се религија. вика репрезентативен примерок. Да. И исто така многу е важно кога правите почесто едно истражување за да намена да не ги свртите пак истите броеви. Значи тоа све кај нас, ајде да кажам, софтвер со софтвер се работи. И генерално знаете како, има периоди кога луѓето се послободни да кажуваат, има луѓе кога не кажуваат, има некогаш 3000 ќе свртите ќе завршите работа, некогаш 6000 па нема да завршите, а збориме за испримерок. Некогаш едноставно Што е пеколно тешка работа, да не се тоа е, лажем. да, тоа е тешка работа, а уште потешка работа е после тоа да видите што сте направиле, кај сте направиле, има ли нешто што се совпаѓа, не се совпаѓа, грешки и така натаму. Например, ние која агенција некогаш обично даваме подолги рокови за изработки, вака често не критикуваат клиенти, ама зашто други е побрзо, ама ние викаме дај подобро да провериме него Него да излеземе во да криво, утнеме нешто да А излеземе. зошто? Може да размислуваме вака. Зошто? Не велам дека е тоа македонски ексклузивитет, но генерално кај нас е тешко да направите анкета. Еве ќе кажам искрено, кога нашите колеги одат на терен,
Така што викам и ние, да направат обична анкета на улица. Ве молам, кажете ми што мислите за производиве или немам, што мислите за градоначалникот. Може да забележите дека 90% од граѓаните што зборат се луѓе во сериозна возраст. Млад човек или човек во следни години априори ве отфрла, вика не сакам да разговарам. Зошто? Кога ќе појдете во соседна Србија или во Грција ви зборува секој. Барем таков пише док има. Еве јас ќе ви кажам еден пример исто. Значи кога доколку Наплашени ли сме како народ? Па во принцип кај нас да, луѓето кога вака прва една работа да објаснам. Значи генерален принцип кај сите овие анкети е значи да се гарантира тајност на идентитетот на тој што учествува. Така да кога се јавуваме некој не се прашува име ни ништо. Значи нити не интересира нас и тоа се работи според стандарди на Светското здружение за агенции за истражување на пазарот ЕСОМАР. Тоа си го почитувате, свои стандарди, повеќето агенции се негови членови, тоа е основа за работа. Сега луѓето во Македонија значи не сакаат јавно да го кажуваат во голем дел својот став. И на пример интересно има различни методологии за анкети. Има анкета што се прави и преку онлайн. Значи преку интернет. Кога ќе побара некој во странство е сосема нормално и вообичаено, дури секакви анкети да се прават на тој начин. Во Македонија кај нас се покажало дека таа методологија за, на пример, политичка анкета кај нас е тотално неефикасна. И сега ние имаме проблем некојаш, тогаш кога ви спомнав, да ги убедиме да одиме со друга методологија кај што знаеме дека ќе добиеме подобри резултати него со оваа. Мене овие психолошки некаков проблем претпоставам, не сум случаен, меѓутоа тој постои, еве на пример еден интересен момент, исто има некогаш и културолошки момент. Има во некои периоди, сега јас не можам точно да кажам, се случува албанците повеќе да кажуваат став него македонците. Па обратно. Македонците еве пред овие парламентарни избори, валјда кога е појасна ситуација, македонците полесно го кажуваат ставот кај нив. Тоа зависи од осетливоста на моментот, веројатно до осетливоста до моментот, во средината каква е, во која што функционираат. Јас ќе одам грубо. Ви имате денеска проблем не да го прашате човек дали го поддржува Христијан Мицкоски или не знам Венко Филипче. Имате прашате човек да му речете дали врне снег ви се допаѓа ли? Ќе каже не знам, не ме интересира. Ето таму дојдовме. Да, добро, тоа е македонски менталитет, малце провинцијски. Да не бидам сега криво разбран, меѓутоа навистина понекогаш се чудам со Да, е факт и тоа. Јас сум работел во медиуми пред многу години. Секогаш било проблем во Македонија да излезете и да добиете добри соговорници на анкета, за разлика од Белград, каде што било кој, не знам, шофер на автобус ќе збори човекот, да. Ние сме малце така провинцијски, го имаме тој менталитет со себе и се уште не е надминат. Луѓето се многу слободни кога треба на тастатура да седне да напише, кога треба јавно да се појави да каже став, секогаш е тоа нешто завиено, секогаш е тоа нешто. Сакам кажам не знам речем. Да, па малку уплашено, па малку прво сме релативно со IQ меѓу најниски во Европа, прво е тоа. Се ова ми малку дискутабилно, морам да признам, но зашто не? Па не знам, јас исто не верувам на тие. На тие анкети. Написате стовите дека нашите деца се меѓу најслабите? Најслабите, тоа е, јас претпоставувам, резултат на кризата на образовниот систем кај нас, а не дека е опрашање некоја природна склоност на македонците како... Не, тоа е процес, ако вие не се едуцирате, вие се претпоставува дека нема да бидете... Не, методолошки би објаснил нешто само записа. Обично тоа се прави на неколку одделенија во државата и никој не знае кои се тие, значи оној кој што го спроведува ги одбира и некогаш може да се погоди многу јако одделение, многу да се погоди многу слабо. Одлично прашање. И сега јас тука сакам да го прашам следново. Истражувањата се прават секаде во светот, не само кај нас, тоа е репрезентативен примерок. 1000 луѓе, 2000 не е важно, од 2 милиони луѓе. Многу е важно. Не, се согласувам. Меѓутоа репрезентативен примерок, одредена мала група на луѓе представува голема група на луѓе. Никогаш не сум сватил и многумина ме прашуваат како може да биде тоа верно осликување на вистина на мислењето на таа голема група. Бидејќи тој човек, таа група на луѓе, теоретски, чисто размислувам, може да биде во одредено расположение самата, кој што нема врска со расположението на целата група. Може да е самата образовно или не знам како, да нема врска со целата група. Ние земаме дека, не знам, еден како се вика, испитаник, вреди колку, напамет зборам, 10.000 или 5.000, не е важно.
Така. Колку можеме, претпоставам дека американците што го измислиле ова и англосаксонците генерално пресметале дека тоа е така, меѓутоа колку можеме стварно да му веруваме на ова? Еве као пример ќе ви кажам, као да фрлате коцка. Ако 3 пати фрлиме коцка, може да ќе падна 2 пати двојка, еднаш кога ќе констатираме дека 66% паѓа двојка. Меѓутоа, ако фрлате 1000 пати, подеднакво ќе паднат 6, 5, 4, 3, двојки кец. Значи, Само се надополам, но треба 1000 пати да ја фрлите коцката со замав и поиди стагол. Да. Тоа е методологијата, тоа го возможува. Добре, туку го барам обяснување. Кога ќе стигнете на 1000 фрлања кои ги направите на ист начин, тогаш сигурно дека ќе добиете подеднаков број и ќе констатирате дека тоа е подеднакво. Дека е тоа. Значи, постои статистички, математички точно дефиниран процент и број на луѓе кои мора да ги испитате, кои што во одредена процент, со одредена доза на грешка, таа секогаш се наведува. Секогаш се дава 1-2% колку е таму. Зависи од они колку испитале, процентот на грешка се објасни ми грешката, сакаш. Колку е грешката? 1% обично, 1 плюс. Грешката зависи од тоа колкав е примерокот. Значи само еден пример ќе ви дадам. Значи има два параметри при одредување на примерокот. Едниот е интервал на доверба, вториот е таа статистичка грешка што збориме. Што значи интервал на доверба? На доверба е фактички нешто врзано со коцката и со веројатноста дека ќе падне. Значи, интервалот на доверба, ако ние со тој убав примерок репрезентативен направиме 20 истражувања, шансите дутнеме седнаш. Ако е 95% интервалот на доверба, и обично се користи тој, додека грешката покажува колку од тоа што е точно може да одиме горе-доле. Да отстапи, да. Да одиме горе-доле. Сега, значи ако кажеме грешка 5%, може да испадне повеќе од 5%. Да има чисто да... Значи тоа значи 5 плюс и 5 минус. Но јас не сум видел какви кај нас објави грешки од 5% тоа. И чисто да објаснам дека најдобре оној кој што веќе прави истражувања да ги направи неколку и повеќе на одреден временски период. Бидејќи дури и нешто да се не е баш најдобро во поставеноста на истражувањето, тогаш ќе се покаже. Ќе се покаже некаков тренд. Нагоре, надоле, разбирате што кажам? Јасно. Значи да има некаква поголема грешка, веќе ако се прават повеќе истражувања, ќе се види нешто. Значи просто кажано ова е тешка математика што вие го правите. Па тешка математика и да се погоди многу тешко во милиметри, луѓето не треба да ги сваќаат до толку дека се тоа толку прецизни работи. Кажувате генерално дека да, постои, ова е истражување на јавното мислење, ова не е факт. Но понатаму во обработка на податоците и во поставувањето на истражувањето, многу е важно како ќе биде поставено, кои се прашања, дали има некогаш контролни точки во тие кростабулации. Некогаш тоа е веќе моќта на аналитичарот да види зад бројките, да види меѓу бројките некои работи. Тоа е веќе онаа длабина за која што зборува Пешев. Тоа е веќе таа длабочина за која што зборуваше Пешев. Тука веќе е малку мајстор. И сега ние сакаме да веруваме дека агенциите го прават тоа што го прават професионално, без никакви калкулации, точно, прецизно и се е тоа супер. Како тогаш ги објаснувате огромните разлики во истражувањето на јавното мислење од агенција до агенција? Вие имате ситуација во која што на избори една агенција ви вели СДСМ победува без проблеми со 10%, друга и вела што ви е на вас ВМРО победува со 10%. Тоа е разлика драматична. Па вага сега, знаете како, сега тука веќе треба да влеземе, има бренд и бренд, што да ви кажем, име, кола и автомобил, модел и модел. Например, овие избори рече јас сум професионалец, еве 30 години работам. Има некој што ќе рече кај нас сега излегов од улица. Не знам, еве, ако ги погледнете професионалец, јас лично го сметам господинот Божиновски, Суипис, ако ги погледнете Божиновски професорот, добро? Ако ги погледнете нивните анкети се близу, тука негде. И со години се тука. И се одеднаш се појава некое име што никогаш не сте го слушнале. Јас не слушнав сериозна агенција, име на сериозна агенција да отслабува многу од овие резултати. Но зато имаше агенции што не правело. Но имаше некои што не сме ги слушнале никогаш. Или некое здружение или правело, Но имаше и агенции кои што не учествуваат. Да. Што беше многу чудно. Види, тоа е и дел на некоја PR стратегија која гледате дека стоите стоите лошо и може да направите таков спин.
да изманипулирате со бројките, макар и да жртвувате некоја агенција или ќе ја формирате ново, па нема што да ја жртвувате, меѓутоа со силна пиар подршка ќе ја пласирате, бидејќи се смета дека луѓето сака да гласат за победници. Никој не сака да го фрли гласот за губитник и така натаму, и дека кога сте добри, кога сте во водство, ќе привлечете со себе повеќе. И обично тоа се one time, one shot агенции кои што сега се наменски формирани и жртвувани, убаво реков. Жртвувани и тука се препознаваат, луѓето професионалци ги препознаваат. Проблемот е тоа што немаме ни доволна критична маса кај медиумите, па таков тип на податоци да не ги објавуваат или да ги објават со резерва, да кажат дека нова агенција, така. Меѓутоа, одреден број, ги реков, 4-5 агенции во Македонија кои работат 20 години, досега минимални се процентите на утки. Го спомна него, има уште 2-3, се да не ги споменам. Има, не е спорно. Се Ја го спомнав него дека он објавува, други баш многу не видов. Со проценти, да, може да промашат или да нема да го објават. Они ги прават тие анкети, меѓутоа не сага да ги објават, бидејќи не одговараат на добро, не сага да кажат дека застанува 20% или 20%. И потоа имавме ситуација во која што ние ги знаеме резултатите, ама не ви ги кажуваме. Па не, што да. Нонсенс. Излегувате на избори, викате ние знаеме, ама не ви кажуваме. А не, добро, ќе препознаете спинот сега, да, не сега ми кажеме. Добро, тоа е до пиар мајсторството. Нашите анкети зборуваат друго, тоа е све игра на зборови, Блаже Коневски на зборови, ќе ги вртиме, да го каже мисол, меѓутоа јасно е, се гледа. Она што може анкетата многу точно го покаже, се трендовите, и може дутнете проценти у рейтинзи ситно и така натаму, и не е тоа страшно. Трендовите не смее да ги утнете никако, поготоа ако ги правите повеќе пати, и мора тие добар аналитичар и добра истражувачка агенција да влезе во длабочината на проблемите. Зашто некој политичар или некоја партија е непопуларна? Зашто неговите политики се лоши? Што би требало да направи? Како би можел да ги промени? И за тоа би требало да служат анкетите, а не за формирање на политичко мислење, јавна свест или влијание на избори. Тоа е погрешен начин. Но ние така ги доживуваме, за жал. Јас би додал, значи, фактички лидерот да обрне внимание повеќе на тој дел кој што ги носи одлуките, односно лидерите во партиите кои што ги носат одлуките за одредени политики, бидејќи тоа е причината за рейтингот вие што имате за 3 месеци, за 6 месеци. Сега рейтингот ако ви е каков и да ви е, колкав и да ви е, може ќе биде или повисок или понисок, благодарение на тоа вие што ќе правите. Се разбира. Добро, ја ќе ви кажам се една друга ситуација, па има и една обратна ситуација, каде што сега нашите партии, сите 4 да речеме, веќе 2 македонски, 2 албански, кај македонците уште други 2 има, да речеме колку 5-6 се влијателни партии во Македонија, сите веќе имаат добри експерти, пиар консултанти и разбираат све, за разлика од пред 20 години кога можеле да ги фарбат. Да. Добро. Сега они све разбираат. Меѓутоа имате една друга ситуација кога го гледате вие на анкетите дека некој потек е немногу популарен и политичарот не сака тоа да го направи, заради тоа ќе се наруши својата популарност. Иако тој потек е паметен, е државнички, е реформистички, и долгорочно ќе донесе резултати, меѓутоа заради анкетите и тука треба како држава и како медиуми да бидеме доволно сапортивни, поддржувачки настроени за носење на добри политики и добри реформи, а не само популистички мерки. Се согласувам, но тука има една линија за мене мала. Значи имате еден радикален став кој што најчесто го употребува професорот Цршковски, ако не се лажам, а тој она вели нема што да го слушаме ние народот, треба да се направи така и така, ние треба да ги донесеме одлуките. Сакам да кажам, линијата е тука тенка. До каде оди државништвото, а каде оди онаа чиста нахалност која врка сите ќе прави кој што тука уште нешто би додал само. Значи во таа линија, дали ќе оди погоре или подоле, многу големо влијание би требало да имаат. Во Македонија за жал немаат професионални здруженија, во смисла ако е проблематиката, не знам, на памет зборам, во земјоделието, значи експерти за земјоделие, не знам, факултет, академија. Значи, тие треба да имаат многу поголем интегритет во Македонија и поголема гласност. Да можат да ги коригираат овие работи во контекст на кога се гледа дека нешто треба едноставно да го поттикнат лидерот да дај тоа. Така е, но лидерот ризикува кариера често пати со тоа, а во ние не сакаме да ризикуваме кариера, тако не мора. Јасно ми е, ако има поддршка од научната фела за таа работа, ако сите знаеме дека тоа мора да е така, па на луѓето дека знаеме дека малку ќе ги заболи,
Некако таквата одлука Добро, малку полесно или ќе многу помине. има и разлика. Но за жал, Вие ако ќе решите да промените име на државата, тоа не е веќе малку ќе заболи. Например, зборам се. Ја мислам дека дел од вината е и кај медиумите кај вас. Вие треба да се погледнете малку. Апсолутно сум јас критички расположен кон медиумите. Меѓу Да. себе, значи три канали се доминантни за формирање јавно мислење: телевизија, веб портали и социјални мрежи. Значи доминантна Но социјалните мрежи вие не може да ги контролирате. Тамо секој мисли делумно може да ги нешто. контролирате, а сега се злоупотребуваат со ботови, со Така е. штабови, со гнезда и така натаму, кои што ги нарекуваат, па формираат лошо јавно мислење. Порталите кои се тотално надвор од контрола ги има преку 200 што дневно информираат. Да. Тоа се еден човек Што на седи компјутер дома и пишува седи нешто, да. и краде информации, вести, кажува дека е портал и така натаму. И им го При тоа- пропастува на вистинските да, портали. При тоа е интернет. државно финансиран, значи он нема никаква обврска ни да се регистрира, не е ни заведен како медиум, меѓутоа Нелојална државата конкуренција. може да му даде 15.000. Не се регулирани, знам. Значи јас. и тој дел апсолутно е мала довербата и немаат никакво влијание, и телевизиите кои сте моќни и влијателни, меѓутоа често пати од некакви своји причини, да не речам бизнис интереси, други интереси и така натаму, спроведувате политика која не е секогаш реформистичка, него е партиска. И затоа Македонија 30 години се мачи да оди напред. Ние мора да си погледнеме во очи, проблемот е и критичната маса, создавање на критична маса за реформи, а тоа големо влијание имаат медиумите. Не е тоа Се само согласувам. не е тоа само прашање на пиар стратегот. Пиар стратегот да ќе му каже направи ти популарна мерка, ќе освоиш 4%. Меѓутоа, ако јавноста, стручната и главните креатори, пред се телевизиите, па веб порталите и социјалните мрежи не подржат една таква реформистичка агенда, вие ги терате со сила да одат на другата страна и Македонија затоа талкаво место без сериозни реформи. Дали сакате јавна администрација, дали сакате здравство, дали сакате образование, секој сектор, спорт, не знам, набројте еден, вие ќе видите дека никогаш никој не се нафати со сериозни, непопуларни реформи во ниедна од тие области. Може би има премногу опортунисти меѓу нас, ќе се согласам. Меѓутоа јас би обвинил дека сме сите виновни во оваа работа. Кога мислам сите, мислам и на тие што создаваат јавно мислење, и на тие што креираат од позадина, и на тие што одлучуваат конечно, најмногу е кај нив одговорноста, бидејќи тие господа се избрани на позиции, тие решаваат, не мора да ме слуша мене, не мора ни вас да ве слуша. Како рековте, може да ви каже, не знаеш и чао, сум ти платил и заборавиме. Уште едно прашање само, што се сме на крајот на емисијата, многу брзо ми помине и оваа емисија, разликата меѓу маркетингот за политичари, за политика и за ова класичен маркетинг за компании, за бизнис секторот. Па јас не правам голема разлика, јас еднакво пристапувам на двете. Многу малци има луѓе во Македонија што и едното и другото го работат добро. Обично се насочени према едното или према другото. Принципот е ист. Принципот за мене е ист. Она што е голема промена според мене е она што го спомнавте, што го спомна и ти, социјалните мрежи, некоја демократизација на информирање, на влијање, на создавање на јавно мислење, дури на продажба и така натаму. И А денеска инфлуенсерите се главни продавачи, ја имам таков впечаток. па се, ја ќе ви кажам од буџетите дека многу брзо во Македонија инфлуенсерите ќе ги стигнат телевизиите според Навистина? Да. Јас 2 години се трудам почитувани гледачи да се пријавам како инфлуенсер, никој не ми верува. Им викам сакам да бидам инфлуенсер, не ми веруваат. Дојдовме во тој момент кога една убава господја, напамет зборувам, или некој познат популарен дечко, полесно ќе ве убеди да купите што така и да е, отколку цела една компанија и организација. Така е, да, така е. Дури, еве, во Македонија, пост на некоја инфлуенсер, Повеќе влијае, да. повеќе и чини да го платите и Навистина? подобри резултати дава него една реклама да пуштите вие на телевизија. Ова не сум го знал, дека толку многу чини тоа. Тие луѓе навистина живеат добро, значи не е тоа некоја Па има Претпоставка само. инфлуенсери во Македонија што заработуваат сигурно меѓу 50 и 100.000 евра годишно. Тоа се сериозни Во пари. Македонија, во Србија, најпознатата инфлуенсерка, мислам дека околу 700.000 евра има годишен приход. Тоа се буџети на македонски телевизии.
Па да. Тоа иде натаму и моите клиенти за Некаков бака прасе во Србија, има што прави многу пари. Да, тој не јузди, Јас се обидов да го гледам човекот, не може да издржам, немам ништо против човекот, ама меѓутоа што збори бе овој? Еве, најпознатата инфлуенсерка кај нас има 2-3 вработени, најпознатата инфлуенсерка во Србија има 7 души вработени. Незини вработени, не Вработени инфлуенсерот. кои секој ден се грижат за незе, за да создават некој контент, да направат некаква интересна порака, да ја снимаат, да ја измонтираат и да ја пласираат, да ја искликаат. И тоа е фирма, они стануваат медиуми и тоа го прави работата наша доста потешка. Порано било многу поконтролирано, една порака, една телевизија, еден медиум, една реклама, дали е политичка. А сега е тоа широко. А сега е тоа широко демократизирано и вие мора да се измачите и многу повеќе да размислувате како тоа ќе тоа Не ви оди во прилог, меѓутоа да, од се друга страна прилагодувате. има еден лош тренд тука што мене не ми се допаѓа, токму заради социјалните мрежи и влијанието на секоја будала која може да напише, да извреѓа било кого, голем број на клиенти, па и политичари, стануваат конзервативни. Значи, пораките не им се креативни, не што не се храбри за да водат политики реформистички, него и они у пораките стануваат некреативни, конзервативни. Во страв од страв социјалните дека мрежи. некој таму ќе каже, види го, сега Ти ли ќе зборуваш, да. Да, види го сега. И тука тоа прави да бидеме уште конзервативни, тоа влие на што мене не ми се допаѓа искрено. Јас сум љубител на креативност, на слобода, на дури да сгрешиме некогаш е подобро да бидеме различни, креативни, отворени, свежи, него да бидеме досадни. Така да социјалните мрежи влијат. Но како но тоа е фактичка состојба, вие не можете се борите со тоа, тоа е така. Имате слобода, демократија како што велите вие, човек може да си прави што сака. Мој компјутерот, мој профилот, ја ќе зборувам. Дали му се допаѓа на господин Пешев или на господин Цетиновски или на Милосавлевиќ, исто ми се фака, јас ќе го кажувам моето. И ако успеам да дојдам до поголема маса на луѓе, едноставно така стојат работите. Сурово, не велам дека е исправно, Може би принцип треба да објасниш дека и тоа за да го работиш бара големи ресурси, а релативно Па не, добро. збориме сега, значи преку социјални медиуми, а више тој акаунт ти треба да го работиш цело време, па и тој што Па за тие пари треба вреди. За 100.000 евра годишно, јас само тоа би го работел. Како да ви кажам, не, тоа добро, се сериозни во пари. контекст на политика, јас Да, како да, што го види, разбрав, значи тука пак треба да е екипа луѓе што цело време да следиш тоа како се случува. Но идејата ми беше дека Но тоа навежба воопшто на- не е нешто наивно. Тука вие зборувате за сериозна организација, за многу нешто подлабоко од... Не, е и апсолутно вие кога работите сега бренд, делот на адвертајзинг е драматично полесен од делот на пиар и на комуникацијата дневна, која имате вие социјални мрежи каде што секој има можност да каже, еве, не знам, денеска бев во тој и тој маркет со изминат рок и Така е, почне да. И да ги уништиш луѓето. да плука. Да, можело да се случи да стварно биде поминат рок и да, меѓутоа и ти си бил должен веројатно Да видиш. Да видиш. И сега не може секој маркет секогаш све да биде идеално, не викам и за секој бренд е така. Меѓутоа тоа порано немало шанси да излезе во јавност, ќе останало таму или он ќе пишал можеби некаква И сега никој нема да го види тоа. Ќе остане во сандвич. не дај Боже, он има 4-5 илјади фоловери таму. Да ќе рашират. Они 4000 ќе ја репостираат ако тоа го направи доволно вулгарно и интересно. И тоа станува И од денашка, компанијата вие има имате проблем. вечерта криза, што правите? Така е. Човеков купил со помина дрога од денашка криза, Што не мора да е нужно точно. А- А одговорност нула. а одговорност нула, апсолутно. Тоа е оној клучен момент. Вие имате одговорност. Вие ако да ја погрешите работата, ќе употребам Апсолутно, полош да. термин, вие одговарате. И со пари, и со чест, и со углед, се. Човек на социјални мрежи не одговара. Апсолутно. Отварате вие за хотел, еве мене ми се случи, сакам да видам некаков спа центар. Да не се залажеме, сакав да отидам еден ден, да видам како изгледа и самите нели оставаат можност за коментари од граѓани. Коментарите мене ми беа, вау, овие немаат крпи, овие немаат ова, овие немаат она, овие ќе не остат гладни, храната им е од завчера. И ви буквално викате, леле, што му направија на човеков? И не одам, и не одам. Само сега ќе ви кажам една паралела, бидејќи работев во Словенија, имав агенција 6 години, 7 години. Да? Да, ја продадов таа. Работев и таму и некогаш многу често го споредувам македонскиот словенечкиот пазар. Македонија е тотално нерегулирана. Значи, вие зборите сега за социјални мрежи, апсолутно е проблем. Инфлуенсери, апсолутно е проблем. Меѓутоа имате вие и портали кај нас
кои што апсолутно не одговараат ни за клевета, ни за изнесени коментари, ни лажни информирање. А ги пуштаат без проблеми, да. Значи, тие се нерегулирани. В Словенија не само што ги регулираше веб порталите, ги регулираше социјалните мрежи, инфлуенсерите. Управа за приходи влезе кај инфлуенсерите и апсолутно ги казни сите што не пријавиле приход. Прво мора да објави кога некој инфлуенсер веќе има 100.000 фоловери и он кажува дека го јаде сладоледов бидејќи му убав. Не, тебе Ти го продаваш, така да не се лажеме, платил пари за тоа. Вие као телевизија кога ќе објавите рекламен блок, пишува рекламен блок и се знае тачно дека е тоа економска пропагандна програма, порано е бепели реклама и веќе ја имам. Меѓутоа, кај инфлуенсер... Тоа не е тешко да се направи, ми се чини... Апсолутно не е тешко. Ви кажам, ги казнија, дури ако не пријави, а рекла дека не добила пари и влегува во сметките, дури компензација да добила облека или роба, ги пенали со закон, со данок, казна, следна казна им одзима правото да комуницира. Затоа Словенија е напредна држава сега, да бидеме реални. Мора да се регулира, бидејќи вие можете да манипулирате, можете да упатувате погрешни пораки, само заради тоа што е преку социјални мрежи и таа инфлуенсерката не одговара никому. Не, она мора да одговара и нашата држава мора да го регулира. И не треба да бидеме преумни, доволно е да видиме во Словенија и во Хрватска како е тоа регулирано, кај веб порталите, инфлуенсерите и социјалните мрежи. И покрај ризикот дека некој ќе обвини за цензура, за недемократичност и така натаму. Па тоа секогаш следи. Добро, ама збори за делов за даноци, мислам дека нема цензура. Делов за даноци, мислам дека нема цензура. Многу интересен разговор, помина повеќе од час и 10 минути веќе зборуваме. Владимир Цветиновски, Market Vision, Сашо Пешев, New Moment. Ви благодарам навистина за вечерашното гостување. Благодарим и на вас за поканата. Поштовани гледачи, тоа беше се за вечера, ви реков, ќе зборуваме со луѓе кои што се главно од другата страна на камерата, оние што креираат и создаваат, а немате појма дека го прават тоа. Мислам дека одговорија на голем број интересни прашања и верувам дека уживавте барем колку и јас. Утре во 15 часот телевизионото издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.